Какви промени претрпел човекот низ неговата филогенеза, што представува онтогенетски развој на човекот, какви промени се случуваат кај човекот во онтогенетскиот развој, што се наследува, а што се стекнува низ развојот на човекот. Кога зборуваме за развој на човекот, размислуваме за два аспекти на развој. Како настанал човекот и како течело неговото растење. Всушност, тие аспекти се филогенетски и онтогенетски развој на човекот. Развој на човекот се разгледува од овие два аспекти. Ајде подетално да ги разгледаме што всушност опаѓаат овие два развоја. Филогенетскиот развој на човекот се однесува на настанувањето на човекот како врста. Тој се однесува всушност на развојот на телесните способности кои денес ги има самиот човек и психичкиот развој кој го постигнал човекот. Многу често човекот си ги поставува овие прашања. Како сме настанале ние? Како мислел примитивниот човек? Исто толку тешко е и да се одговорат. Многу години наназад човекот истражувал на овие прашања, пронаоѓал докази. Се развиле многу повеќе теории, како сме настанале, што се случувало со примитивниот човек, но ниту една од нив не е комплет докажана. Сепак, постигнати се многу откритија кои ни укажуваат на некои развојни прашања. Голем дел од откритијата укажуваат дека со текот на искуството човечкиот род претрпел многу промени, голем број на промени. Претрпел промени во неговите емоции, во неговото однесување, во неговото мислење. Развој на мислењето му возможил на човекот различно да го свати светот и да се снајде во него. Развој на емоциите му возможиле да се социализира и да се здружи поради потребата од љубов. Развојот на однесувањето се движел во правец на исправање, учење на различен говор, самото облекување, па подоцна промени како што самото време носело. Сето тоа му возможило на човекот да се развие во биосоцијално суштество. Одиме понатаму. Ајде да одговориме, односно да отвориме една дискусија и да направиме истражување на следново прашање. Кои докази водат кон хипотезата дека сме настанале од мајмуни? Често нели го слушаме ова како донекаде докажана хипотеза. Ева на сликата го гледате човекот мајмун. Има интересни факти за овој случај. Ајде истражете на интернет од тие факти и други научни факти кои ќе ви одговорат барем дел или повеќе на ова прашање. Одиме понатаму. За филогенетскиот развој кога зборуваме, битно е да ги знаеме и факторите. Постојат неколку фактори кои се битни за овој развој на човекот низ годините наназад и се обележија на неговиот развој. Првиот фактор е развитот на човековата раса. Всушност, овој развој на човековата рака настанал низ процесот на трудот и е пропратен со паралелен развиток на кората на централниот нервен систем, односно големиот мозок. Како што се развивала раката на човекот, така се развивал и централниот нервен систем. Втор фактор исто така укажува на овој развој развитокот на говорот, како основно средство за комуникација помеѓу луѓето, односно пренесување на сознание и искуства. Самата потреба од ваквото нешто довело до развој на говорот. И исто така е возможено и со развиток на кората на големиот мозок, односно централниот нервен систем. И третиот фактор е социјалното наследство, кое всушност е голема предност на човекот споредено со животните. Секоја генерација продолжува со активности кои го зголемуваат ова наследство, создавано со векови, кои му стои на располагање на секој новороден човек. Например, ние читаме дела створени пред многу години, летаме со авион создаден пред многу години и децата се раѓаат со компјутери, што викаме денес, и слично. Одиме понатаму. Втор
развој кој ќе го разгледаме на овој час е онтогенетскиот развој. Онтогенетскиот развој се однесува на индивидуалниот развој на човекот од раѓањето па низ целиот негов живот. Онтогенетскиот развој ги опфаќа двата периоди, пренатален период и постнатален период. Пренаталниот период всушност е оној период додека човекот е ембрион во стомакот на мајката. А постнаталниот период е од моментот на раѓање па се до крајот на животот. Овој развоен период опфаќа промени, предизвикани од биолошкото созревање на индивидуата, гените, незиното растење и психосоцијалните фактори. Оние фактори кои се социјална средина и самоактивност. Овие промени се разгледуваат од неговото раѓање па до крајот на живот. Ајде да размислиме на следниве прашања. Како се следи развојот во пренаталниот период, додека човекот е ембрион во стомакот на мајката? Во кој период сте имале забрзан развој и промена на растењето? Значи, всушност, пренаталниот период, како што споменавме, е период од 0 до 9 месеци во стомакот на мајката. Тој период на мајката најчесто е пропратен со чести прегледи на гинеколог, каде се следи развојот на ембрионот. Се следи како се развиваат неговите органи, неговите раце, нозе, се следи како се развива централниот нервен систем. Ова е клучен период каде развој на ембрионот зависи од мајката, но зависи од наследните фактори. Така да има многу факти како се следи овај пренатален период, можете на интернет да истражите повеќе. А во однос на второто прашање, промените кои се случуваат во постнаталниот период, во однос на највидливата промена, растењето. Тука оставам на вас да забележите кај себе кога сте имале за најмногу забрзан раст. Одиме понатаму. И како во филогенетски, така и во онтогенетскиот развој влијаеле некои фактори. Најважни онтогенетски фактори се биолошкиот, односно наследен фактор, кој се пренесува преку гени кои се наоѓаат во хромозомите. При раѓањето човекот всушност поседува голем број на генетски потенцијали, како што кажав. Големо влијание имаат гените како ќе се развие плодот во мајката. Овие гени се складирани во неговиот нервен систем и на тој начин нервниот систем се развива кај ембрионот. И тој представува најсовршениот и се уште целосно неразјаснет систем во природата. Благодарејќи токму него, човекот постигнал највисок можен развој на жива материја воопшто. Меѓутоа, во моментот на раѓањето и непосредно потоа, бебето е најбесмошното младо суштество што постои во природата и што без помош на родители и околина не би можело да опстои. Интересен факт, нели? Наследните фактори се веднаш видливи после раѓањето. Например, бебињата плачат, цицаат со различен интензитет, на различен начин ги перципираат дразбите, на различен начин реагираат на тие дразби. Втор поред фактор е социјалната средина, која е исто така важен фактор за развитокот на психичкиот живот на индивидуата. Таа може да биде физичка средината, географското обкружување, материјални добри и така натаму, но поважно се смета обкружувањето од луѓето, од семејството, другарчињата, од училиштето, градинката, средствата за масовна комуникација кои денес се пораспространети. Сушност во социјалната средина се стимулираат и развиваат потенцијалите кои единката ги носи по раѓањето. Социјалната средина го опфаќа воспитувањето, важен фактор за правила и норми на однесувањето, а со цел секое дете да се направи добро момче, добро девојче. Трет фактор, кој исто така битен за онтогенетскиот развој, е личната активност на самата индивидуа. Овој фактор е тесно поврзан со претходниве фактори, значи дека секое дете треба да биде стимулирано и активно, за да ги развива своите индивидуални способности. Се смета дека оние способности кои на човекот му се одредени со самиот вид, филогенетски, и без активности ќе се јават, например, одењето,